Екипата на Бреера Струмица е во серија позитивни резултати и се наоѓа во средишна дел од табелата со 12 освоени бодови, а струмичани предводени од новиот тренер Мартин Алгјозовски се во одлична форма со тоа што на последните 5 надпревари има 3 победи, 1 порез и 1 реми. Во новата сезона во одлична форма игра екипата на Башкиме која пак со 15 бодови е на петата позиција и го држи чекорот за повисок пласман на самата табела. По 9 одиграни кола, лидер е Струга кој има 23 бодови, а пак Вардар кој е освојач на купот на Македонија и шампионот Шкендија го делат второто место со по 21 освоен бод. Екипата на Силекс е на четвртата позиција со 18 бодови и тимот од Кратово се обидува да го држи чекорот со водечката Струја кој има 5 повеќе во однос на тимот од Кратово во трката за титулата. Башкими е пети со 15 бодови, па следуваат Македонија, Ѓорче Петров и Бреера Струмица со по 12 бодови за делба на шестата позиција. Баразоната е на позиција од 8 и 9, каде се екипите на Арсими и Тиквеш кои имаат по 8 бодови, а пак долните 3 позиции или во зоната за директни спаѓања се Пелистер со 7 бодови, Работнички со 5 бодови како предпоследни Шкупе кој е на самото дно со само еден освоен бод. Всушност Работнички кој минатата сезона се бореше за титулата, по 9 кола се бори за излез од резултатската криза, бидејќи тимот е на дното од табелата со учинок од една победа, 2 реми и 6 порези е навистина разочарувачки резултатот за тимот од Дебармало. Дефинитивно најголем разочарување Шкупи кој по 9 кола освои само еден бод, токму во дуелот со Работнички од кој двете екипи одигра 1-1. Тимот од Чер има само еден освоен бод, а неговиот учинок е 1 реми и 8 порези, всушност единствениот тим кој нема триумф. Пополека се одвијаат екипите кои ќе ја водат битката за титулата, како екипите кои целат кон сигурен опстанок во првата лига. Последните 3 екипи директно испаѓаат во втора лига, а екипите од 8-то и 9-то место ќе играат бара за можен опстанок во елитата. Ваквата промена доаѓа бидејќи првата лига од сезона 2026-2027 ќе се скрати на 10 екипи, а во таков концепт последниот тим ќе испаѓа директно на предпоследното место, односно 9-та позиција ќе води кон баражот за опстанок во прва лига. Ваквата промена доаѓа со цел да се подигне квалитетот во фудбалската елита.